Еве, драги гледачи, се да лази бе ова емисија што е тука за научна фантастика, што са темите и најновите вести од научна фантастика. Најбе, моја задача е денеска да направам споредба на атмосферата што е у Марс со атмосферата што е у оваа студио и, као што може да видите и вие, нема никаква разлика, нема атмосфера ни на Марс, нема ни овдека, еве, никој не се смеши. Ништо, ето, видите? Бе дебатисава овие, ама па кој знае на Марс како е? Али да не го тупиме, идеме со домакинот гостит. Ајде. Еве го. Браво, Жаре. Ова е Жаре. Осеќај се као дома, овде е вашиот стар водител. И Жаре, што те натера да дојдеш у нашата ценета емисија? Миле, го чекаме, Бранко го чекаме да дојде така да... Го чекате, Бранко, да видите како е. Видите како е, има нов газда, нови водители, стварите се беѓаат. А зашто чекаме, зашто збориш така атмосфера немало? Како нема атмосфера? Ајде да му покажеме, немало атмосфера. Ајде ти се молам. Ајде ти. Од твое време уште. Че има атмосфера кој се смени водителот, нормално ти која седиш, што не има, ама. Добре дојдовте во новата епизода од 1 на 1. Пред се, во моје и во име на екипата, сакам да ви го честитам од срце големиот христијански празник Водици, нека е за многу години. Во денешната емисија ќе се потсетиме на најзабавните и најинтересни моменти од досегашните гостувања на екипата на К15 во изминатите сезони. Бидејќи гостувале многу пати, ќе направиме една многу интересна компилација од сите моменти кои сме ги виделе, но и од досега неприкажани моменти од нивното последно гостување во 1 на 1, каде заедно за прв пат после многу години беа Бранко, Васко и Бубо. Така што сега ќе ги видите и тие работи кои тогаш не отидоа на телевизија, бидејќи снимавме навистина многу минути со нив. Тие заокружуваат за подсетување 30 години со работка, со едно мега шоу, голем спектакл кој ќе се одржи во живо во спортски центар Борис Трајковски на 16 мај. К15 финале. Вистински спектакл со нивните легендарни скечеви, со музика, со врвна сценска продукција и многу работи кои ќе ве насмеат онака само како што К15 знаат да ве насмеат. Билетите веќе летаат на kupikarta.com, затоа побрзете и вие купете си карта токму таму на kupikarta.com и бидете дел од ова незаборавно искуство кое се случува буквално еднаш во животот. К15 финале во живо 16 мај, Арена Борис Трајковски, сега и толку. А сега ги гледаме нивните гостувања во 1 на 1 во изминативе 16 сезони во една интересна компилација која ја подготвивме специјално за вас. Вас е Бране која били во емисија, увек некако доаѓаме до муавет дека они може да поминат. Примерно од точка А до точка Б. Горе доле можат, ама вика Бубо. Не само што можат, него они ме местеа мене сега вака да се изјадам ја пред јавност. Убитово на пример шетаме по широк сокак и почнаа децата, кај си Цацко, шо си Цацко? И Цацко цело време само се фотографира, се поздравува, кај си Цацко? И ја едно време почнаа да викам деца, Миле Панека и Тошо Валеров, само без перики се, види го вака, замисли го вака, ој другарот вака. Праше го, овој ќе ти каже, дечу те слушам. Да, нека ти каже, нека ти купи татко ти. И така, ама стварно ме местеа. Едно време се смири тоа еуфоријата и си одиме и почнаа да викаат на луѓето. Дечки, Цацко не го гледате? Цацко и... Па децата од мали треба да клекнеш. Клекни еднаш, клекни два пати. А тоа вежбање? Тоа вежби тоа. Од војска не сум вежбал толку. Си бил така некад љубоморена, види ги, не со перики, се кајли. Не така, него секогаш сум бил љубоморен. Секогаш имавме случај еден полицаец, сега ќе открием уште една мала тајна, а и една анегдота. Седиме во кафичот и не дојде на дете, вика, паја ќе крева колата. Гледаме, стварно имавме едно службено Ренот 4, пајакот само што почел да крева и отидов и на полицајцот му викаме
тргни се, те молам. Шо е работа? Беше еден млад полицаец. Тргни се, му викам. И доаѓа тука, кај нас, викам, снимаме скриена камера. Зашо не сте кажали? Викам, па како да кажеме, му викам, нема да биде скриен. И он овака им вика, дечки, враќај назад. Врати ја назад и ја врати колата. Назад, ја намести, да. И друго нешто сакав така, после тоа, значи, му се заблагодаривме се и правиме муавет. И стоиме јас и Васе, и он ми вика, слушај, добре, завршивме работа, не ви пишуваме казна ништо, че име скриена камера, друг пат пријавувате овакви работи кои треба да снимате, нема проблем, добра е, пријатно, и поздрави го, вика Тошо. Не го препозна, пола саат правивме муавет. Му викам, Васе, ти си стварно среќен човек. Ама ја го находошив одма, му викам, еве ти го Тошо, бе. Види го, види. Ајде, Васе, ајде. И што сакаш да кажам? За Васе и Бранчо. Нашите нови години, ти кажам како изгледаа. Ние обично снимавме до 29.30 новогодишна емисија и на 31 цел да не монтиравме. И седевме ноќе и по тогаш помали беа монтажите, помалку собираа. И морам да ви кажам една исто анекдота. Ако не ви ја кажале, може би Васи и Бранко кој гостува. Снимаме едно време и испозаспавме сите. И јас заспав во тогашната А1 позади врата на фотељи. Сабајле дошла чистачката да чисти и таман да го уклучuje усисивачот у штекер. Јас сум направил овака. Жената летање од тука да нема на другиот крај на телевизијава. Има нешто, вика, у деска, позади врата. А позади врата мечката спие. Се будиме и Васе иде да се мие и гледа белек некој оваков. Вика, кај сум се удрил ова, на снимање не сум осетил. И ни покажува, бе, вика, гледайте каков белек имам тука, кога го видовме, стварно белек овако, од горе до доле. Страшно, После ни текнеш, он заспал на вратата од монтажата и отворена вратата и како се наслонил овака на шипката тука, спие овака 5 часата, кога стана тоа, па мислам дека и до ден денес малку му се познава на носот. Али го правим тоа со малку со шпакла, со на како се викаше за Ице комшијата, молерот кај мене што го употребува. Како се тоа за попунување дупки да фуги муги што се ставаат? За глетување. Глед маса. Првата година кога почнавме со снимање К15 94-та, ја работев уште у Идризово. Така. До 3 сат работам у Идризово, после 3 снимаме скечеви. Така. Од еден крај на друг крај. Да, и доаѓаат сега и почна и таму има телевизори, гледаат моиве штитеници. И вика и воспитач, вика, што е бе, вика, да. Глумац. Добар си, да. Беше интересно таа година и беше напорно. Убаво, окей. Одлично. Тамо, работа како секоја друга. Да, јасно. Баш така. Види, не е баш работа како секоја друга, си се среќава со се и се што таму. Не баш, има се и се што. Ба види, и на улица има се и се што, така да нема многу голема разлика, веруј ми. Викаш, а? Добро е. Сега доаѓаат да те зима Бране, те носи на снимање. А општо со Бране, бидејќи ти се знаеш со Бране и од претходно. Па се упознав во гимназија, преку журки, преку она, да, ние у различни гимназии бевме, али се упознавме. Ти кај беше? Ја у Ѓорги. Ти Ѓорги Димитров, Бранко беше Орце Николов. Ѓорги и Орце, генерација или? А ја киснев во Орце, ја многу бегав од часови од Ѓорги и многу мисла дека ја учев у Орце, пошто идев таму и на часови. Ти таму помина? Па таму генерално, да. Таму ми беше грото од екипата, ми беше у Орце. Одлична работа. И се здружуваш со Бране и со Бране одите, почнувате да одите по одмори заедно. Вика Бране, ќе фатиме гитарите. Да. На рамо и одиме. Да. Не знаеме каде, во автобус, едно друго. Со вреки. Шаторче едно за стварите и вреки по карпи, по камења. По Јадранско море обично одевме генерално, ќе заспиеме под некои тие елки борови, па ќе се залепиме со смола, па са бајле сечи, па ќе се лустер, па да, интересно беше. Кога са понатајме. Имаше тогаш муавет за нешто вакво, пример ти и Бране, гимназијалци, средношколци. Немало муавет, не, Споревте уопште за телевизија и за не сме правеле никогаш. Значи, никод нели сите као мали деца кога сме сакам да видам доктор ќе бидам, ова ќе бидам, она ќе бидам. Никад ни на крај памет
ни од прилike, значи не сме правиле муаве дека ќе се бавиме со продукција, дека ќе видиме сценаристи, продуценти, глумци, дека ќе направиме нешто како што го направивме Си К15. издвојувавте нешто шеги од други, пример вие друштво 20 души на плажа свирите гитара, се зезате, вие бевте така. Па сме биле забавни можда, не знам. Вајда сте биле се. Па вајда сме биле, најверојатно. Најверојатно. Најверојатно, да. Ништо чудно. Да. Да. На плажа, како беше муаветот? Ти си гитаристот и околу тебе се собираат, така нема што да ми Па не кажеш се сигурно. собирам било многу така. да ти кажам. Ја бев гитаристот, да, ќе се соберат. Зашто беше многу интересно сега? Ја ќе земам гитара и ама добро свириш ова, добро свириш она и сега ќе дојдат женски, јас свирам, овие ќе си ги гушнат женските. Сите си одиме на кај дома, они со женски, јас со гитарата. Викам, дечки, не е убаво вака бе. Мора да смениме. Чекај бе, викам, ало. Ај, добро, одлично. Не знаете кај да ојте на одмор? Фуфка вие да ојте Франција и Германија? Ам што не дојте Охрид? Кај нас немат ни терористи, ни онаде немат ни странци, ни домашни немат, ни скопјани, ни туристи. Ништо немат љуѓе, маре. Ама ако дојте вие во Охрид, имате љуѓе, убаво ќе си поминиме. И све ова шо е. Да не видит после, Климе не ви рекол. Чао! Што би рекле лично дека ви го обележа периодот тие 11 годините, 11-12, колку нема официјално К15 шоу на телевизија и не снимате скечеви, што лично ви го обележа тој период? Што правевте во меѓувреме? Ја појма немам што правеле овие, да ти кажам. Врска немам. Секој за себе нека си каже. Знаеш како сега? Васе, ти што правеше во тој Ја бев во период? Австралија малку на 3,5 Беше. години. Па не бев. Бев па не бев. Да се вратив, па короната фати, карантин фати. Добри се, ќе се чуеме чат пат, добри ли сте? Добри сме. Добри се. Еве сега ги видов. Бува добри ти се, добри се. дедо. Јас имав обврски стално. И онакви драги обврски. Дури искрено да ти кажам како растат дуците и како почнуваат да се наоѓаат друг интерес. Криво ти малку. Криво ми е почна, сакам да имам повише обврска, ми се намалуваат обврските. Тие се најсладки, Да. реално врски, да. Онака поставувам стимулативни можности у фамилија, например, за да се зголеми фамилијата. Никој не реагира за сега. Ама ти работиш на случај. Немаме фидбек. Немаме фидбек. Јас борам, велам Керко, сети се снал. Ама никој 2%. Ама друго е черка изгледа. Друго е керка. Пране? Па, ја не Ти знам. најактивен некако излезе зборам према јавност. Па добро, ја работев на тој, некој имав еден портал, отворив некој Паника Бедо, као се шифнувевме на интернет нешто, па после неколку, на 4 години, 5 го работевме вчерашни новости, што е некоја Кашо пародија што беше и беше. гестар и Васе. Да, ја од Васе од Австралија Австралија имавме беше соработка, дописно. ја тама направи Се продукција. секираше на Се секираше на плажата, Така кај е. се секира, да, снимав тамо, имавме јас направив тамо продукција на Банево, праќав за вчерашни. Да. Имавме, сме правеле по нешто. Не е без ич. Не е везич. Сега у без последно време нешто работам као допред да се собереме нешто као маркетинг за социјални мрежи, така. Инстаграм, ТикТок, клипчиња. За социјални Снимаме случаи. со телефон, и така. Ама ти Ги пратиме младиве, трендовскиве медиуми. Ама ти недостасувала, да речем, енергијата, искрено, реално гледам Реално, на да. К15? Реално, Пошто да. не е Ја, К15. и ја да речеме, сега знам чат пат да ја стам периката за да снимам некој рил таков кој Да. што е. Да го оживееш, Миле Паника. Реално, не, него, реално, знаеш, секој од тие ликови си е посебен, али трите која се, нема кој да ти врати, немаш, знаеш, скроз друга енергија кога сме тројцата и прилично сме уиграни у тоа, така да реално ми фали. Си бил ли некојаш, Миле Паника, дома? Значи дома да ставиш се тоа бркови, да правиш таму. На женатите, сека ќе тој биле? Си правил така? Дојди Чичо да те баци. Си правил тоа на Не, женатите? еднашка, на жена ми не сум ми правил. Жена ми се појавуваше у тие првите скетчеви. Сум ми правил тамо него. Еднашка има интересен момент.
периката, не знам како ми беше дома, син ми беше малечок, 1-2 години, он не му беше јасно дали е Миле Паника, не му беше јасно, него ставив перика на глава и ме гледа онака и ја извадив периката и не знам што му се деси, он се вика шо овој човеков сега скалпот го извади, трчаше у круг онака околу маса едно 5 минути, детето се, тоа било, а вака дома да им, па кај си ти, па ово, она, не, јас сум Миле Паника сум кога сум на работа. Така, ама сакал некел мораш да изиграваш клоун у некои такви бизнис ситуации. Пример, се еднош со бизнисмен. Ја имам чест да те знам да сум седел со тебе повише пати, ама првиот пат мене ми било overwhelmed сум бил. Ти знаеш дека јас сум бизнисмен, мислам, ние сите сме бизнисмени. Така. Знаеш, Јесно. како у тие ситуации? Пошто ја ти кажам, прв пат те запознам и си кажам, еве ми го Миле Паника ми, не знам што да направам. Имало такви некои ситуации, знаеш, бизнисмен да вика, кажи ја таа шалата, што ја правевте оној пат. Или, ај пат се збори би вака, ти викал нешто. Знаеш, кој идеш кај спонзори да договараш, пошто ќе ти објаснам за тоа, него сакам да напоменам дека К15 беше многу сериозен проект уствари. Не К15 како и све, значи ние 95% од времето го работевме баш со тоа продукцијска работа, продуцентска договарање, праење практично да овозможиш услови Да си го правиш да тоа го што сакаш. направиш тоа што е и тие 5% што уствари сите ги гледаат се многу јако одработени позади. Значи ние најголемиот дел од времето го трошевме на Не знаеш колку те на сваќам, тоа. не. И Ми се плаче, солза знаеш, ми ние паѓа. пошто така настапуваш, са овоите гледа, кажи, еј, седнете се, тука договарате се. Да. И му викаме ние, вака ќе ви да ти вам будала, да кај ти текна, ајде, гледай го, види, Цацко, гледай го, ајде, добар си, добар си. Има, такви моменти имало стално. Ај, кажи ни што се случуваше. Пример, Турција дали стварно добивте понуда, топтам да се одселите и да правите К15 на турски. Хатабе ла хатабе. А имавме Бубалкаров. тука 90, крај на 90-тите години од еден турчин тамо, не знам, бизнисмен беше, што е тука и многу добро ја знаеше работа, имаше некоја, тука продаваше некоја аута, не се сеќавам што беше точно, и многу му се свијаше и ни вика, дечки, ја да ви платам вас све, да отидете ви у Турција едно 6 месеца, година дена да го научите јазикот и да почнете тоа да го правите таму. Аха. А ние, знаеш, тука у Еуфорија ни изгледаш интересно, ама знаеш, у тој период деца, Жена, школо, деца, жени. стан, викендичка, да, автомобил. не знам, значи тој беше муабетот, некоја понуда онака многу сериозна, бевме зафатени со, не се одлучивме, не отидовме, али имавме таква А понуда. муабетов за Србија? Србија стварно се давало К15 едно време на српска телевизија? Со титул? Кое време било Се тоа? даваше, тука ни помогна многу Иво Лауренчич. Аха, добро. Ми бевме многу добри пријатели со Иво Лауренчич. Иво Лауренчич не однесе 98-99 исто тука. Мислам дека беше на телевизијата Б92 или не, Студио Б, мислам, не сум сигурен. Мислам дека беше Студио Б, али втората програма што зрачи само за Белград. Добро. И однесовме една од тие првите, значи онака 30 епизоди, секој ден идеше, ги иститлувавме на македонски, Мислиш на српски? на српски, да. Така. Ги однесовме тамо као експериментално и можеме да ти кажам дека после емитувањето, кога отидовме на состанокот, тоа беше неверојатно прифатено и тоа се гледаше од самите луѓе што работат од зградава, од кога влеговме тука, од портир до све онака као. И имавме многу сериозен разговор да продолжиме да го правиме тоа. Шта би, Успостављање мостова измеѓу Скопје и Белграда, па не знам, директорот на саемот бил македонец и така натаму. И бомбардување. Баксус. Имаше бомбардување. И со тоа се така. закочи во тој Па момент? закочи, ние тука сме зафатени со работа и така. После тоа не сме имале. Кога доаѓаат празниците, убаво им е на сите сетила. Уживаат и очите, и ушите, мислите ни се позитивни, па редно е и да го вкусиме ова фино чувство. Божиќен чај, мојот мал празничен ритуал. Внесете и вие топлина и радост во овие денови. Среќни празници. Среќни празници!
Сега пораки од нашите партнери. Уживајте во зимата со зимскиот чај од Good Nature, кој ќе ви исполни со топлина во студените утре и вечери. Ова е внимателно избрана мешавина од цветови од бозел, липа, тимјан, сладок корен и плото-сладок анасон. Совршена е за целосна релаксација и за уживање. Вие уживајте со шолја топлина во секоја голтка. Зимскиот чај од Good Nature. А Aptamil 3 е млеко за мало детенце над 12 месеци, кое содржи витамини С и Д, кои допринесуваат за нормално функционирање на имуниот систем. Запомнете, најубаво се расте со Aptamil 3. Новата година да ја започнеме со нови навики. Патот кон поздрава животна средина започнува од дома и никогаш не е доцна да се започне правилно да селектираме отпад во нашите домови. А надвор користете ги обележаните канти на Пакомак, заедно за почиста животна средина. Околу концептот на пишување на скечеви. Колку скечеви се од кафани излезе? Нашиот начин на хумор го ставивме пред камера. Но вие сте си били такви. Сега, ние сме си били, па нормално дека сме били, ако Колку не сме Тошо били е такви. Васко? Види, сите сме Тошо, веруј ми. Значи, Тошо е лик, еве, кога го зема Тошо, нормално, јас сум тука, Тошо е направен лик за сите да се видиме во него. И знаеш, кога ќе ми каже нека види, овој скеч ти беше, не знам, најглуп, ти беше највака, ја викам да ти купам огледало, друже. Значи, сите сме тамо и на нас и се дешавале тие работи. Не сме ние супермени кои што правиме, карикираме ликови за ти да се најдеш во нив, дека јас сум супер, нели, нормално. Тоа се ликови, односно приказките што и кажуваат тие ликови не се случуваат на сите, секојдневно. Сите сме ние и глупи и паметни. Си искочил глуп некад? 100 пати. Цела емисија глуп. Ти ако си искочил 100 пати, јас 120 пати. Да. Знаеш што, јас им кажам, значи, тие ликови се направени, стално го кажам тоа, значи, постојат, за да сите се препознаеме во нив. А направени се, така се искарикирани, пази. Тие се многу ефтини перики, многу ефтини мустаки, бркови, значи од авион се гледа дека се лепени. Не се тоа, намерно ние не ги правиме така професионални, нели имаш филмови професионални, па брада, не знаеш дали му е вистинска брада или... Цела лице му го мејаат. Јас може да си залепам изолир банд црн комотно. И пак ќе биде тоа, значи приказката е битна тамо. Направени се така за на некој ако нема одговара да не мора да се препознае. Ако му е тешко да се препозна, па не сум ја, ова не е за мене. Да, тоа е тоа. ќе продолжите со таа шема на седенка, кафанче, Па ќе продолжиме апсолутно. Пази, концептот на К15 нема што ние многу пати сме размислувале, дај да смениме нешто. В ствари, тамо нема што да се смени. Тоа е толку широк концепт. Толку е отворен за милиарда ликови, за милиарда теми, за милиарда што стварно што да смениш. Ако смениш нешто може само да го ограничиш евентуално. Значи нема што да се менја таму. Ти можеш да влезеш у К15. Сите овде може, ови што снимаат дечки, сите може да влезат у К15. И да излезат. Не ми взимај И ние исто. камерманите, после Не шо ти ги взимам камерманите, не ти ги взимам. Не, зезај. И јас Види какви се ажурни, добри све на време. Камерман, знаеш што е? Човек камерман. Камерман ти е многу чудно животно. Да ти кажам. Камерман, да го ставиш пред камера, поголем тремаџија не постои од камерман. И да знаеш, ние сме имале многу камермани. Дали искачале? Ама веруј ми. Искачале, Да, не само да. камермани, Искачале, организатори, ама- едно, друго. Во која мера ННРВ е еден вид корен, темел на К15? Тоа фера да се каже или не? Па за мене лично, можам да речем дека е корен, а уопште Радио Урнемес можам да кажам дека е баш корен на К15. Се појавиле таму ликовите од К15? Прв пат почна таму да се појавуваат како радиоликови и Бранко и Васко. Кој од Во нив? К15? Миле Паника? Миле Паника, Бранко и брат му Владче беше музички уредник у Радио Урнемес. Значи беше изборот на музиката. Ја бира музиката. Да, он ја бираше. И почнавме да функционираме. Они отвори еден маркет, приватно работа, има еден маркет. Владко и Бранко? Владко и Бранко, да. Од оние чувени малски маркетчиња, у близина на Дестан. И има таму една комшивка што секој ден доаѓаше и пиеа кафе, вареа кафе и она им гледаше на
на кафе. Али жената беше многу интересна жена. И да скратам, го викам Бранко у емисија. И че им гледаме на кафе на слушателите. На радио слушателите им гледаме на кафе преку телефон. Да, тоа е парадоксално, нели, И како? го најавувам ја, Бане Минас звани Шолја. Звани Шолја. Шолја. И почне тоа, ги отвараме телефоните и викаме сварете си кафе и испијте го за 5 минути, свртете ги филџаните наопаку и вртете на телефоните. И вртат почнува да се, а Бранко дојде со едно ливче запишено вака: зајак, брзина, конј, успех, не знам, дрво, овоа, да. И тераме, работиме, да, почнува ми се вуат, вика: добар ден, јас сум спремна, да, повелете, вика Бранко. Во која рака ја држите шолјата? Во левот, во десната стајте, вика, така е исправно, иначе сликата наопаку искаче. И каже она, и он вика: таму имате, гледам горе у десната страна имате зајак, и он вика: да, тоа значи брзо ќе направите некоја работа, а имате тука, не можам баш добро да видам, имате уште една животинска фигура, како конј ми личи. Он вика: да, конј. И Бранко вика: бел конј. И он вика: па не знам дали е баш бел. У кафето. По радио? Да, по радио. И се ќе ви кажам уште две-три ситуации. И гледа едно време, се јава девојче едно и на девојчето му гледа и му кажува: тапче, се смирите со дечкото, имале сериозна врска, ваму таму, ти реков, ми рече: фала многу, а може ли и за мајка ми? И Бранко вика: па може ако е спремна, ако... Да, и оно треба: да, и го зима телефон. Да, јас у исто време ги свари в кафињата и... Еве го кафето. И за мајки гледа, вика: тука имате дрво, имате ова. Нема, господине, дрво, не можам јас да видам дрво. Вика: госпоđo, наопаку го држите филџано, свртете го. Ау, да! Еве го, вика дрво. И сега главниот бисер. Се проширuje тоа у радио, меѓу колегите. Замисли. Дека у втора програма моментално Во живо еден гледа на кафе. И доаѓа ни прво една колешка спикерка и гледа Бранко, оди она вари кафе и ние нормално ќе му кажеме за кого се работи, што се работи, и погоди се. И главната работа имавме колешка техничар. Може ли, вика, овој да ми гледа на кафе? Може, ајде да го замолиме, а више завршува емисијата на крај. И она намерно го темпира тоа, знаеш, да не сметам, да не пречам на програмата, се од кој ќе заврши да колегијално... Off the record? Да, така. И седнуеме, вика: ај направите едно кафе. И вика: ја кафето го испив, вика, се и чекаме. Па земете го филџанот и оди онам да го земе филџан. Ние у тие 3 минути, 4, све му кажуваме што се дешува, па му кажуваме имињата на децата, на сопругот по име и презиме. И он ни гледа на ушулете и кажува: да, вие сте, вика, да, фамилија, имате 2 машки деца, пример, Јован и Ѓорџи, да, и сопруг, да. И она ака почне да го гледа, не и се веруе, и заврши Бранко, што вика: толку, вика, госпоđo. И она вика: а совет? И Бранко вика: мислите желба? Да, желба. Сакам да ми кажеш за анегдотата со Цале од радио. Што си му правил еден месец на Цале од радио? Види, јас не само на Цале, јас уживам такви работи и не се љутам мене кога ми прават такви. Значи ми правеле и мене такви работи, али јас сум мајстор сум за такви работи. Значи концептот на програмата беше таков, програмата иде уживо, втора програма во Радио Скопје, и секој ден има одреден водител. Цале, Драголју Петровски, работеше, го држеше како ден среда. И јас еден период, тука знаеа само колегите у канцеларија, што работевме, и он оди на програма,
И јас почнав да му се јавувам као геј на програма. На програма. На програма. Да менјаш глас така. А му се јавувам и ќе ти кажам тачно како се века. Драго, Петровски ми треба да молам, ако може да го добием на телефон. Ме сваќаш? Тоа е твојот лик од К15 после. Тоа е така стана, фактички тоа е скечот од ликот од К15. Два се штикли кешо носи. Кешо од снимањето на скечот 2 недели не можеше нозите да си опри од штиклите. Не можевме број да му најдем. И пази му се јавувам на Царе секоја среда. И доаѓа човекот на програма и колега, како помина програма? Абе, супер на програма, пак ми се јави оној, бе. Абе, не можам, човече ми се јави онака, не ми се влага у студио. Абе, кој знае што ќе мислат луѓето? Пази, тоа не оди на програма. Али колеги ве тука се гледаат еден ист тип, цело време се јави и Петровски ми треба. Една колешка што како музички соработник што работи со него на истата програма, вика, дај ми го мене, вика, јас ќе го откачам. Вика, ало, господине, немојте да ме сватите проблем, немојте да ме сватите погрешно, вие имате мал проблем, еве јас се нудам да ви помогнам. И овој вика, марш мори кучко ни една. Дај ми го Петровски, сакам да го слушам. Неговиот милозвучен глас. Баш сето оно што го слушаш, сето е тоа кажано, кога сум се јавил. Кога некте те видов, не ти се јавив, али ти ме погледна, твојот поглед ме прободе како со аморола. Скечот комплет. И че дојде, не бе, не одам више на прво, не можем ова, не се издржа. На крај како му кажа? И му кажав онака, абе, царе. Викам, нема љутиш да ти кажам уник нешто, нема бе кога имало кај нас. Абе, ја ти се јавам, викам да, абе, марш бе, иди бе, вика, ноќе не спијам, вика, со месеци више не се издржа, вика, а по улици одам, се вртам. Блиц прашања. Треба да ги одговараш брзо. У што би сакал да си подобар? У скијачки летови. Да, ја имам излетано на планица 260 метра, сакам сега 265. Одлично. Излетам, да. Нешто што не е вистина, си го чул како муабет за тебе. Било што, значи било што сум чул за мене, може е се вистина, јас сум изветран и не памтам. Од кај да знам? Се е битно. Имаш ли симпатија од тинеџерски денови, што е позната некоја што ти била певачица, глумица? Како немаме, како? Ми имам поише симпатија. Прво ми беше Софија Лорен. Ето. Ама после ми беше, како се викаш... XU или а последна ви, не, а XU, сите се XU тие. Софија Лорен е XU. И Моника Белучи е XU. И имам уште неколку... Ама тој само шаблон. па не ми текна така, на црно... името, јас гледаш тебе двајта пам... Жаре. Жаре, да, па не беше. Да. Која ти е омилена пцовка? Омилена? Да, за користење. Пцовки, па преска правевме му за еуфемизам. Ако бе, а за слушање омилена пцовка ми е, сакам да водам љубов со мајка ти. Така. Еуфемистички. Така, така, одлично. А може ли ја да водам љубов со сестра ти? Од кого си се израдувал многу што го запознаваш најмногу? Значи, нај. Најголемото воодушевување ми беше, јас сум гњурец, иначе имам друга професија. Да, имаш еден филм. Знаеш, имаме филм. Океаника, на YouTube го има, може да го видат. Убав е да го пуштат на телевизор, вака и да се уживаат. Таму се запознав со еден лик што се вика Андре Лабан. Тој е главниот снимател на Жак Ив Кусто. Так. Жак Кусто, вие сте помлади, не знаете, тој е наш, тој е гуру. И гњурачки бог, и на гњурци, и на документарци, и на се. Сега ова Discovery што гледате, тоа прв е Жак Кусто. Так. И бродот што му се викаше Калипсо. Јас го пратив мојот филм у Киев, Украина. Има таму интернационален фестивал за подаден филм из фотографија, се вика Silver Shark. Така, изеде прва награда. И таму добив специјална награда за камера. И наградата ми ја додели тој лик 85 години, Андре Лабан. Јас доаѓам и он ме гледа, викам, јас сум тој Океаника нешто, викам, филмов. Јас сум Васко. Баш така.
И он не ти рече како ти И беше он ме името? гледа, не, он не ми рече како ми беше името, пошто нема потреба да ми вика. Апсолутно. И само ми пружи рака и ми вика, мали, добар си. И јас тука се помочав нормално. Од среќа и од таква престижна приказна не ми... Тие се гуру. Ти текнува има еден сегмент таму, две лаги и една вистина, пошто Бранко не знам што е работа, зашо го немам, доаѓате вие тука непоканети, со тебе ќе ја изиграме. Значи две лаги и една вистина треба да кажеш. Јас знам бе таа. Која? Само една има вистина, има една Македонија. Не, значи не мислиме на тоа, види. Има игра, што ја играме со гости. Две лаги и една вистина се вика. Значи ти треба да кажеш три работи. Блажо, разбираш, три работи. Три работи да кажам. И една да е вистина, две да се лага. Добро бе, добро. Ајде. Значи, три работи, две лаги и една вистина со Блажо, разбираш. Ајде. Спремете се, треба да гласаме после која е лагата, која е вистината. Ајде, изјава број 1. Ка бееме у Низоземска, Добро. 90, не знам која година, тогаш чушките родија пари пани, джеповето пукат. И шетам се по тај дистрикт, ред Добро. дистрикт, што е тука. И на тоа излога едно, так. Шо е мори, викам, разгакена, такам, шо е мори, викам. Вака викам, вика 100 евра. Шо викам, шо сакаш ке ти правам? Ја пара, пан. И даду 100 евра. Каква торта ми направи. Тоа срнеча леđa. Абе тоа прсти да лижеш. Добро, ајде, изјава број 1. Во Холандија му направила торта оваа на Red Light District. Добро, изјава број 2. Мора да ги измислувам. Изјава број 2. Со Ристо, разбираш, млади каја бееме, още по тие игранки идееме, ние знаеш како, и влеваме тука у Скопје еднаш, дојдееме така. Од Радовиш, а? Дојдееме тука, град, знаеш како, викам, дека вечер, вика, у диско. Опа. Спицнаме се вака, влеваме у тоа диското, добар ден, ние, така, со head and shoulders што ги вика таа, главата и рамената вака исти, вика, дечки, карта мора да покажете. Гледам ја тошо ми намигам, знаеш, так му ваде од ракао седмица срце. Коне грабна, кјотек. Му викам, Ристо бе, шеска треф треба да покажеш, да не пушти. Убави години бе тоа. Изјава број 2 во диското со картата. Изјава број 3. Изјава број 3. Чо? За ваамалце, незгодна е ваамалце. Чекај. Навија спасе што се јавуе. Спасе наш спасе. Спасе. Сестра му. А ја мора дено. Абе не, А видиш како? и ова да влезе во играта сега. Ами сега... Тоа е шо? Нека влезе, нека не влева како. Ви си Ајде, знаете. кој мисли дека вистината е изјава број 1 во Холандија за 100 евра торта му направиле на Red Light District? Има еден двајца. Кој мисли изјава број 2 дека Блажо и компанија биле во диското и извадиле карта? Највеќе тоа мислат. И изјава број 3 дека на Спасен му има надена сестра му. Вау. Види, Чекај, човеците. чекај. Шо Ај, убаво вака. мисли да имат за мене. Обично тргаме од една лага да расчистиме, така што Добро. ајде да речеме. Ќе ги разочарам сега. Например, лага е од Јана Спасе, а имам сестра му на дела. Фала Богу си викам, Лага. леле ако се јави сега бегај кој ќе му каже, многу ми се свиѓа ова. Жена му ја имам на дела. Страшно. Само немој да му кажуваш. Немој да ми кажуваш, се налјути. Се налјути човек. Ајде донесу му сега. Ајде само. Додам? Ајде вакви пцовки у емисија. Многу знаеш ти шо се пцовки, ама ви си знаете. Ајде аплауз за Блажо. Спасе мојке ми. Абе ајде. Денес има
Има ето повеќе генерации во публика и вие стварно сте идоли на многу генерации кога станува збор за Не, хумор. ги мешаш ти идоли беа група. Идоли се вис идоли. Да, вис идоли. Кој вас ви беа, да речам, пример за добар хумор пред да почнете во време кога почнувавте со К15? Може да ти кажам прво. Значи, не сме имале ние узор како да го правиме К15. А лично? не се воодушевувале на Чарли Чаплин, на Така? Монти Пајтон, на се живо. Меѓутоа, не сме имале никаков узор за да имитираме некого. Сакаме ова да го постигнеме. Да, не, да видиме, јас сакам да бидам како овој, сакам да Так. личам на овој, сакам да личам. За нас тројца зборам, исто, ако се слагате, драги мои другари и колеги, Не сум имал, немам ја идоли у животот. нема... У една област. Ова ги еве, поштувам сите колеги, Чаплин, и Монти Монти Пајтон и Пајтон, Чарли Чаплин, ги поштувам сите. К15 е оригинално. Меѓутоа, идоли не. Оригинален концепт. Бане, тебе кој ти се свијале? Не знам, Монти Пајтон топ листа на тие сме ги гледале пред да реално Македонија кога се осамостали. Не, ми се свиѓал Минимакс на времето, што правеше уште пред да стане водител на телевизија, да речем. Имаше една емисија Туп-Туп, тачно у подне, у недела му идеше, у 12 сат, сме бркале антена да може да фатиме, негде го фаќавме, негде не го фаќавме. Како се вика што е Обретковиќ? Имаше таму еден Жика Обретковиќ кај него, некој што беше некој. Лик некој. Имаше неговиот така пристап ми се свиѓаше. Што знам? После исто така, Чаплин, тие после се. исто така и Тие вие сме. кога имавте емисии, улиците празни бе. Тоа е Да, феномен. тоа е факт. Тоа е факт. Така се Нагледаната сеќавате емисија на е тоа. К15. И веројатно ја мислам се нема факт. повторено такво нешто, можеби не знам Иги со Супер Бинго да беше така некое тоа ниво. Не знам. Ама ја не се Не, сеќавам друг друг некој концепт што е го тоа. постигнал тоа. Не. Дека во време на емитување никој не може. Тогаш беше така и немаше телевизии, многу имаше А1, ние кога почнавме А1 беше локална, само у Единствена Скопје идеш. приватна. Само у Скопје идеш. Сител не ни постоеше уште. Не постоеше. Кога почнавме ние, уште само А1 беше приватна телевизија. Па ние сме прва продукција уствари у Македонија. Така е. Немаше После приватна касетите продукција. ги дистрибуиравме, ги снимавме по приватниве телевизии додека да стане национална, така идеше. И стварно немаше интернет, немаше телевизијата беше единствена забава и стварно се тие првиот циклус улиците немаше Ја ни... би текна вториот, анекдота третиот. морам да кажам. ама Кажи. Ова не сум ја кажал до сега, не дошло ред да ја кажам. Бранко кога спомна сега ги дистрибуиравме, организаторот штампаше касети и ги пушташе од автобуска станица директно до градовите за да стигнат, таму ги чекаат луѓе од телевизиите и утре дента ги пуштаат. Значи со еден ден одложено. Так. Тука иде премиерно у сабота, таму иде недела. И дававме у еден град на една телевизија. После се намножија у секој град по 2-3 телевизии. Ајде. Почнаа сите да се јавуваат, ама политиката беше таква да на една телевизија оде. И имавме и договори направено се. И се ово се дешава баш у Кавадарци. Кај што ги знам сите газди на телевизија и све. И иде, у Кавадарци идеше на Sky телевизија, ако не се лажам. После се отвори друга телевизија, КТВ. Ги знам луѓето, родителите им ги знам. Блиски сме со сите. И едно време ме вика, се јавува тоа, бе, не стигна касетата у Кавадарци. Еднаш, два пати не стигна касетата. Што може да биде? Ги прашува, знаеш, иде доаѓа автобусот, шоферот и кондукторот и кажат, не. И една седиме у кафана у Кавадарци и ми доаѓа таткото на собственикот на КТВ, на дечкото. Многу добар мој пријател. Таткото на газдата. Таткото на газда, крсте. И ми вика, абе, знаеш едно време касетите која не ми доаѓа, вика у Кавадарци, која немаше овако, да. И ја вика ги изимам, кондуктор ме вика оваква тоа, вика зимам касетата и не им ја давам, вика по. И вика, ќе му направам заебанција на Бубо, знам дека нема да се љути. Добра смешка. Абе, смешка, сиски Многу нешто смешно. смеење. По смешка, здравие.
А сега пораки од нашите партнери. Уживајте во зимата со зимскиот чај од Good Nature, кој ќе ве исполни со топлина во студените утре и вечери. Оваа внимателно избрана мешавина од цветови од бозел, липа, тимијан, сладок корен и плотот сладок анасон е совршената за целосна релаксација и за уживање. Вие уживајте со шолја топлина во секоја голтка. Зимски чај од Good Nature. Подгответе се за долги зимски филмски маратони или гейминг, што сакате. Нова серија на Mini LED Hisense телевизори ќе ве однесат во потполно нов свет. Секој кадар оживува преку неверојатни контрасти со повеќе од милиарда нијанси на живописни бои. Одбери го твојот нов Hisense Mini LED телевизор на mk.hisense.com и потполно препушти се на уживање. Пробиотскиот јогурт Balance Plus е незаменлив дел од секојдневната исхрана на многу луѓе кои се грижат за своето здравје. Благодарение на бројните придобивки што ги има врз органите за варење и воспоставување рамнотежа во организмот. Со секојдневно конзумирање на Balance Plus внесувате доза на протеини, пробиотици и влакна во организмот и со тоа многу помали се шансите да настанат проблеми. Значи Balance секој ден ни е потребен. Bimilk. Но конечно доаѓа моментот, дојдене тука Бранко Огњановски. Бранко Огњановски. Не, чекај. Дечко, ајде ви се молам, Бранко Огњановски треба само малце мислам да ти кажам, седи, молим те. Да не има негде Доко? да најдеш, молим те, ми треба бело. Молам! Ми треба, мислам, бело да не ти се наоѓа. Нешто ми кажа имало овде наводно некој. Какво бело? Белове, мислам, за оддел себе за на свадба и ти те гледам свечана емисии, правите тука место да стаиш ти. Ја те бе, разбрав бело. нешто друго, господине. Бело, види, бело те отвара увек, бе. Тоа треба, мислам, како да ти кажувам сега. Тоа ти се ствари отвара чакри, макри, али да не го тупиме. Господине Џони, Кажи. дали може да напуштите, пошто ќе доаѓа Бранко Огњановски? Кој? Бранко доаѓа. И Бранко е многу битен човек, така да ве молам, ако може. О, Бранко, одлично ти е тоа, ба. Как ги текна, бе, тој што ви кажуваше, по еден од секоја фамилија што ќе работува за него ми каже. Не, Тој топ ти е тој, бе, сине, одлично. Бранко Џони од К15. Не е Бранко политичарот, од К15 Бранко. Ао, супер. Па Бранко супер. Миле. Па супер, ба, знаеш како да го поздравиш, да му кажеш, има, знаеш колку се смешни, еј. К15? К15? Не, К15, нема К15 ручки, мислам ги они нешто тамо. Јадат Ај види бугураби, мојата Бранко јадат до кај и да реагирај некако тука да... Слушај. Само момент, Џони, само момент. Звони овој спасе, не знам дали знаеш, он... Ау, тој ти е добар. Ало? Слушај, добре. Чекај малце, седи на линија. Ајде, слободно. Ало? Ало, Спасе. Џони. Не, Џони, Спасе. Да бе, види, Џони е тука. Спасе. Тука си те гледаме со жена ми. Како е, Како? Те гледаме на телевизијата има, на мал телевизор црн, тука те гледаме. Не, зашто црне, Џони, си земете бел телевизор, тоа HD, кој ќе ти отвори очи има да гледаш. Кај да најдам пари за тоа ТД. Не, пари има сега ги најдеш, така да, мислам се наоѓа бело. Све сите пари по лекови ги дав. Зошто? Па фатив, мислам, жена ми фати спортска, ја фатив настинка и сега? Шмркам тука, кивам. А и ти шмркаш, и јас шмркам, стине, ама ти не ли се се жалиме, бе. Абе, види, тоа да баталиш ти што се тиче, мислам, хемија, бе, си земеш медицина народна, трава имаш, травичка, малце. Џони. Ти дадам ја од ова, имам еден матичен травар што е, знаеш како? Боже. Не работи со плави картони, али ќе се отвориш и се, мислам. Ај, ќе пробам. Ај, ве молам, немојте една така емисија. Имаат, овдека имаат емисија некој треба. Ај, да се јавиш, слушаш? Стално да се јавуваш. Не планирам да прекинам. Добро, јаки, ајде, чао, јаки, Чао. чао.
Ова ти е, уствари, топ ти е емисија, еден на еден, усни на усни, тивка музика, мислам, топ, многу добра. Джони, ај, жити мајка, Бранко треба да дојде. Последно прашање, што мислиш за легализација на марихуаната? Што има ја да мислам, си има тука надлежни луѓе, мислам, како не. Тоа е за медицинска срка, не се разбирам, брат, немој ми пуштаат муабети после, остати. Бркајте си вие. Джони Джанак, аплауз. Се што се дешава во оваа емисија, значи ја не знам што ја правам. Има една финта, ќе кажам сега и ќе им се извинам на сите што сум им ја направил. Стева знае. Почетници. Што били? Претежно почетници техничари кои ќе дојдат на реализација на програма или на микс-пулт, на миксер седнат и доаѓам. Јас и обично брзаме на Сабајле, рано почнуваат емисиите у 5 сат, сите трчаат брзат, они местат ленти, тие питите во кавите, на местото се Абра Македонче поминало, шпицата на радио да споминува, го кревувам потенциометрот и ја почнувам на празно мозголе. Без да пушам газ. И он паника. Имаш реакција кај сите е иста, значи имаш оваа реакција у миксета, кај тебе и он ги овако прави. И шири раце. И шири раце. Јас му викам одаму. Ај. Демек што е? Го сивиње потенциометрот и на интерфонија вика нешто не те слушам, ти го немам. Ај му викам пробај уште еднаш. Крева. Пак пушта како се пали црвеното светло, јас пак почнав. И одме имаш главна режија. Ало, главна режија, проблем има нешто со миксетата, нека дојде некој. И они знаат одмаше. И од тука трчаат од главна режија. Не вика дали си нов први го пражува. Да. Ти од новите си? Да, добре. Уживај. И у Радио Урнебес, таму и почнаа скечеви да се прават едно друго и дури еден од најпознативе твои со кичмата, ќе му ја скршат кичмата, влече инспирација од време на Радио Урнебес. Од време, тоа е од време на Нома. На Радио Нома беше. Радио во Нома, али... А у Нома, добро. Концептот на Радио Нова фактички беше правен по терк на Радио Урнебес. Значи да биде тоа забавна програма, у која што ќе има, ќе се третираат и сериозни теми, многу сериозни теми, али сето тоа да биде политика, малку полабаво и по-духовито, да биде интересно за слушање. И имавме рубрика Цртан филм, мислам се викаше. Жолта подморница. Жолта подморница, покојниот Драгој Петровски цале беше махер за тоа, он ќе изнајдеше некого да сними некој талент таков. Имаше најдено некој тип на бит пазар, што му раскажуваше филмови. И имаше изнаснимани и така и дојде идејата. Вие го пуштате со диктофонот, оди... Иде он, не го пуштаме него, сам иде. Сам си иде. Драгој беше еден од луѓето кој што знаеше да дојде на работа и да донесе 20 прилози спремни за монтирање. Од ништо нешто. И му беше специјалност, имаше многу интересни луѓе. Ги наоѓа на улица, така? Ги наоѓа на улица или имаше нюх да ги осети кој има што да каже. Знаеше да... Јас многу сакам да правам такви финти на колегите на програма да правам финти. Значи не само на миксери. Да, многу често работев, имав доста искуство уште од радио Кавадарци и кога доаѓа помлади колешки, многу често у дует водевме, да речеме во вторник, водиме контактна програма заедно. И техничарите, организаторите таму, сите беа луѓе онакви спремни за заебанција да се направи штос добар. Да бе, никој не бил крут, не бил таков. А многу луѓе се јавуваат на програма. Имавме наградни игри, имавме квизови. Ама и слушана да, беше. и многу беше слушана програма. И една се јавува техничарот од телефонот од пултот, покојни Лази Јошев се Бог го опрости. И се јавува намни се јавува мене, да. И јас го гледам што работи и си чутам. И оставам колешката да разговара со слушателот и дава сигнал, ти збори со него. Добар ден. Многу ми се свиѓа вашата програма, нели сите обично така почнуваат. Поздрав за емисијата. Поздрав за емисијата. Со тоа што ние не вмикавме како сега водители што викаат ај скокнете го тој дел. Пошто немаме време, имавме време ние за се. И почне збори за темата, вика многу ми свиѓа вашата емисија, сакам да се уклучам на нешто тема, а најмногу ми се свиѓа вашиот џемпер, ваква розова боја не сум видел до сега и девојче овака прави.
и гледа у мене. Ја викам, појма немам. Што се дешава? Она збори, разговара со него и цело време у джемперот пак се гледа. Малку у джемперот, го завршија разговорот, тек после сватив дека се јавил. Што со? Да, се јавил од таму. Или имавме... Слушай, со Цале беше многу јако у Кермес, у парк. Кој 120 кила има, у Кермес гратис 10-ка имаше таму нешто пивци. Значи, чекате, вие го смислувате Да, на радио и се кажува, у 10 сат, нема спонзор, 10 сат, тоа и тоа ќе се одржи. И сега сите дебели луѓе шибаат на кај парк. Тогаш немаше толку дебели над 120 кила. Потанки беа тоа луѓе. И сега што ќе дојде? И се качува на вага 120 кила, ајде у Кермес слагај на јадење. Ти 115, извини, вози. И доаѓа еден тип 118, викам, жал ми е, викам, друг пат. Важи и нема 10 минути не проаѓат и доаѓа истиот тип. Викам, дечко беше, јас сакам уште една шајка, се качува 121, што направи? Викам, фонтана се наклука вода. Иди, вика, дупла порција, вика, да лапаш кебапчика, вика.